Вознемир. Музика. Вознемир. Музика. Павле. Еве, јас сум во етер, нели пријатели, здраво на сите. Што да кажам, започнуваме со нашиот веќе традиционален вебинар за новиот инвестиционен проект од компанијата Solar Group, дирижабли од нова генерација. Денес повторно ќе зборуваме за дирижаблите, ќе разговараме за тоа како овој проект денес се развива, какви резултати имаме, да зборуваме за самата технологија. Денес ќе зборуваме за сертификацијата на дирижаблите. За тоа исто така често прашуваа. И пред да започнеме, ве молам, ставете лайк на оваа транслација, пријавете се на нашите социјални мрежи, каде што сега гледате, на YouTube или ВКонтакте, за да не пропуштите понатамошни наши транслации и задолжително направете репост. Едно такво едноставно дејство, како што е репост, навистина е недоволно ценето од некои луѓе, но со едноставно притискање можете веднаш да направите така што нас тука на преносот ќе биде неколку пати повеќе. Сакам да ви се заблагодарам за вашата активност. Се уште сме во предстартна фаза, но имаме доста добри резултати. Многу луѓе не следат, иако нашите социјални мрежи и нашите веб страници се во само почетна, може да се каже, состојба. Некои партнери ми пишуваат, велат на мојот YouTube канал имам повеќе прегледи отколку вас, повеќе следбеници. Всушност, тоа е добро. Благодарение на тоа што имаме активни партнери, благодарение на тоа што тие развиваат, меѓу другото, и своји ресурси. Не само официјалните ресурси помагаат во напредувањето и развивањето на овој проект, поради што успеваме да постигнеме тие резултати што ги имаме денес. Инаку, ова е и за забелешка на останатите партнери, оние кои сега го разгледуваат проектот. Запомнете сега за вас има огромни можности кога можете да создавате своји YouTube канали. Можности кога можете да создавате своји YouTube канали или своји социјални мрежи, своји веб страници и благодарение на тоа да раскажувате за нашиот проект, да раскажувате за дирижаблите, а во исто време интересот за дирижаблите и за оваа тематика во Русија и во другите земји е многу голем. И сега, ако бидете први, тие што ќе ги создаваат овие ресурси, токму благодарение на вашите ресурси потенцијалните инвеститори и луѓето на кои им е интересно, ќе дознаат за проектот. Затоа побрзајте, додека имате таква можност. Ако зборуваме за нашите резултати, да почнеме од тоа. Проектот кај нас се финансира околу 3 недели. Дури ни еден месец не помина, а резултатите се одлични. Во моментов имаме веќе повеќе од 1000 инвеститори, а конкретно 1150 лица веќе со своите пари гласаа за тоа дека им се допаѓа. При тоа, ние само започнуваме и многу од општите информации за тоа што го правиме можете да ги добиете од овие вебинари. Практично. На 4 милиони долари веќе се продадени обврски. Да речеме, ова не се парите кои веќе пристигнаа на сметките на компанијата, но тоа се парите кои ќе пристигнат на сметките на компанијата во перспектива на неколку години, затоа што можете да инвестирате кај нас на рати.
плаќајќи месечно мала сума за вашиот инвестиционен пакет. Ако зборуваме за фактички примени пари, курсот на доларот кај нас постојано се менува, тоа е некаде околу 30 милиони рубли. Ова е одличен резултат. Ни овозможува. Веќе на почетокот на септември, па за сега се ориентираме на овие датуми, да пренесеме веќе првите пари директно за реализација на проектот, по одбивањето на рефералните награди, кои веќе се исплатени скоро $30,000. Да напоменам, не сметајќи ги маркетиншките трошоци кои беа. Тоа зборува за тоа дека веќе, се надевам, сега можеби Фјодор ќе ме поправи, но се надевам дека веќе од септември ќе можеме да следиме токму за реализацијата на проектите. Можеби, наскоро ќе имаме и канцеларија, а првите вработени ќе бидат ангажирани. Воопшто, Фјодор сега ќе раскаже повеќе за тоа, но ова е веќе нова фаза, нов чекор, која ќе може да се погледне внатре во создаваната компанија, која ќе се занимава со дирижабли. При тоа, многумине се прашуваат дали ќе можеме истовремено да водиме два проекти, дали ќе имаме доволно сили и ресурси за тоа. И сега можеме точно да кажеме дека да, ни успева. Не без некои тешкотии, затоа што навистина во Solar Group сега некои луѓе работат на максимум на своите можности, а можеби и малку повеќе. Сега оптовареност се појави, тимот ќе се проширува, нови специјалисти ќе бидат ангажирани. Ова прашање брзо ќе можеме да го решиме. При тоа, гледајќи ги резултатите од проектот на моторот Дуинов, ние исто така веќе сега можеме да видиме дека финансискиот план, напротив, е исполнет. Повеќе од 60 милиони рубли вкупно за август ќе бидат пренесени во проектот на моторот Дуенов. Така што, пријатели, да, можеме да финансираме два проекти и веќе е видно дека успешно го правиме тоа. При тоа, на последниот вебинар јас реков дека од една страна финансирањето изгледа слично, а од друга страна ќе се разликува во некои моменти. Конкретно, имаме таква функционалност како што е зголемување на пакетите, например, во проектот на моторите до друг. Тука зборувавме за тоа дека таква можност нема да има. Исто така, нема да има можност за обновување на вашите рати, ако дојде до откажување. Тоа значи дека, ако сте платиле рата, а потоа сте престанале, нема да можете да ја обновите. При тоа, знам дека многу инвеститори сега земаа мали инвестициони пакети во новиот проект, надевајќи се дека ќе можат да ги зголемат во иднина како што направија во проектот Двигатели Дунова. Затоа, сега, скоро, ќе имаме техничка можност да ја отвориме опцијата за зголемување на инвестиционите пакети пред стартот, но штом предстартниот етап заврши, веќе нема да можете да ги зголемите своите инвестиционни пакети. Затоа, ако проектот ви се допаѓа, ако темата ви е интересна и ако во неа гледате потенцијал, исто како што и ние го гледаме, сега имате можност да земете максимален пакет под условите кои се, знаејќи дека нема да можете да се вратите назад и повторно да ги добиете овие услови. При тоа сакам да напоменам дека во предстартната фаза, инвестиционите услови се два пати подобри отколку што ќе бидат во првата фаза на финансирање. Сега попустот е 1000, а ќе биде 500, што значи дека ќе биде 500. Имајте го ова на ум. Во чатот гледам дека луѓето пишуваат кога ќе се појави можноста да го зголемат својот тековен пристартен пакет. Видете, технички ќе се појави скоро, но генерално можете да не го очекувате тоа. Ако сте заинтересирани да го зголемите вашиот инвестиционен пакет, пишете во техничката поддршка. Тие ќе ги собираат вашите барања и ќе го прават тоа рачно. Затоа не чекајте на тоа, пишувајте во поддршка, известете ги вашите инвеститори и партнери. Затоа, за да направат исто, бидејќи предстартната фаза ќе биде доволно кратка и потоа нема да ја продолжуваме. Затоа, искористете ги можностите што ги имате дополнително и уште. Секако, за да веруваме во тоа што се случува, да веруваме во оваа компанија, да веруваме во овој проект, сакаме да одбиеме повеќе информации, сакаме да разбереме како се развива. И токму за тоа денес имаме ваков вебинар кој веќе се одржува неделно. Така што сега му давам збор на Федор Константинов. Федор, те молам, раскажи ни каква работа се спроведува во компанијата. Па, драги пријатели, не заборавајте, ве молиме, пишувајте ги вашите прашања. На нив ќе одговараме на крајот. И така, Павле,
првото прашање до тебе. Сите подготвителни работи беа завршени на време. И како што рече, скоро ќе бидат пренесени првите пари. Седиме и очекуваме првите пари. Во канцеларијата се подготвено. Работните договори се подготвени, опремата веќе се подбира, со земјата имаме договорености, така што штом првите средства паднат на сметката, сето тоа ќе започне активно да се движи и развива и да премине на следната фаза, односно на фазата на пристигнување на средствата. Подготвени сме, чекаме, но всушност не чекаме, чекаме средства, се движиме понатаму, одржуваме состаноци. Инаку, неодамна малку се оддалечив од темата, но повторно се е наша. Се сретнавме со Денис, запознавме еден таков човек, многу кул тип. Кога му пристапив, сватив дека тој е навистина млад, недоволно ценет Илон Маск, наш руски вистински. Тие се занимаваат со лансирање на стратосферски апарати, големи, мали и така натаму. Тој прави своји микроспутници, има формат купсатови, таква е работата. Прави такви мали и наинтересно е што веќе има неколку своји на орбитата, повеќе од 10. Таму има монитори, ги следи сите и спраќаат радиосигнали, од нив доаѓа телеметрија. Воопшто, многу кул тип е и ние се запознавме, му раскажавме во кој правец се движиме, а тој рече, репта. Многу сум среќен што се појавивте, да работиме заедно, јас само за тоа сум. Тој веднаш имаше планови како можеме заедно да делуваме. Воопшто, на првото запознавање. Веќе напредувавме доста далеку, нашите визии се совпадна и тоа е одлично. Скоро и вас, ќе го запознаеме и него, ќе го доведеме тука, ќе седнеме и ќе разговараме. И еве, оваа недела од таквите настани, искрено бев во шок. Не знаев дека некаде таму може да се сврти од Зенигородското шосе во Москва, веднаш за трешката, да се дојде до некоја промзона и таму кај човекот да висат монитори, на покривот да стојат антени, да има прием на телеметрија, своји сателити да летаат, да се лансираат во стратосферата, да работат со Европската вселенска агенција. Воопшто, тој сам за себе ќе раскаже. Ајде да се вратиме на тоа. Каде се движиме, како се движиме. Движењето кон дирижаблите е природно и денес во студиото имаме Борис Александрович Ивченко. Ние веќе претходно разговаравме и тој ми раскажа во 2 реченици што е сертификација и со што се јаде. Ајде да не зборуваме за сертификацијата, туку генерално Борис Александрович. Како дополнително дојдовте до воздухоплавството? Кога всушност започна сето тоа? Можете ли да раскажете правилно една малку подолга приказна за себе? Можам. Добра вечер. Што можам да кажам? Како и обично, случајно, апсолутно случајно, влегов во воздухопловството и конкретно во дирижаблестроењето. Јас успешно завршив аспирантура на Московскиот технички универзитет именуван по Бауман, каде што стекнав многу знаења и вештини. Кралската катедра, ова се ракетоносач, и се занимаваше со динамиката на конструкцијата, дополнително и исто така. Мојата дисертација беше поврзана со тоа, со вселенски апарати, со вселенската станица. Тоа значи дека немав никаква врска со дирижабли или воздухопловство. Но кај нас катедрата не се занимаваше само со развој на сопствени ракетни мотори, динамика и цврстина на конструкцијата, а целата вселенска техника се состои од тенкостенски конструкции. Тоа значи динамика, цврстина на тенкостенски конструкции и конкретно на меките конструкции, воздухонаполнети, аеростати и слични такви. И имавме доволно сериозна група професори, кои, меѓу другото, беа автори на теоријата за меки обвивки. А во тоа време единственото предпријатие беше во Советскиот сојуз Долгопланинското конструкторско биро за автоматика, което се занимаваше со воздухопловство.
Тоа беше во 1982 година. Таму се смени. Дојде можеби во 1981, 1982 година новиот директор. Дементиев Пиов Петрович, млад, син на министерот за авиацијска индустрија на СС. И нему му беше наредено. Токму тогаш имаше бран на развој на дирижаблестроението. Во земјата имаше јавни дирижаблени конструкторски бироа. И ткба наредиле да се создаде дирижабл да се обнови. Била спроведена одредена реорганизација во предпријатието. Беа потребни специјализирани специјалисти во некои специфични области на науката. И на мојата катедра, каде што го завршив аспирантскиот студиум, дојде началникот на одделот Черников Сергеј Павлович и праша дали има луѓе кои можат да се повикаат да работат. И нему му укажаа на мене како на најдобриот можен кандидат. Се запознав со него и тој ме покани. И веднаш, избегнувајќи ги сите инженерски позиции, станав шеф на секторот. Аеродинамика, динамика. Воздухопловни техники, па и оптоварувањето. Тоа беше мојата сфера на занимање. Естествено, прво дојдов во предпријатието не разбирајќи ништо во тоа. Седев во библиотеката без да излегувам. Читав, научив, бев млад, полн со сили. Колку бев тогаш? Имав 25-26 години. Во декември 1982 година се најдов тука. Таму и така и остана. Заедно со мене дојде и еден другар. Таков, веројатно, многу познат во областа. Шигарев Сергеј Николаевич. Потоа работевме заедно. И еве од тогаш ние како да. Со ова се занимавам. И тој исто така. Ете така. Се најдов во изградбата на дирижабли. Вие сега кажавте многу интересна работа. Ја слушам за прв пат сериозно. Дали станува збор за некои јавни организации кои се занимаваат со дирижабли? Дирижаблско градежништво. Тоа беше во Советскиот сојуз. А како функционираш? Беа ли иницијативни групи? Да, иницијативни групи. Од. Могло да биде при дворот на младите или при некои предпријатија. Тоа значи, поддржувале млади научници. И тие се собираа и развиваа. Таму не беа само млади, имаше такви групи во Москва. При Московскиот милиционерски институт, обично тоа било при некого. По Питер било, во Свердловск, во Сибир, било во Киев. Фирмата Антонов беше во Лвов, па, значи, воопшто имаше доста многу. Тие ги предложија своите проекти, им пишаа на владините агенции и ги предложија нивните проекти. Тоа значи дека луѓето не добиваа никакви пари за тоа. Таму имаше специјалисти од авиацијата, космонаути, компетентно. Навистина е многу интересна приказна, бидејќи се покажува дека голем број на луѓе иницијативно се занимавале и се обидувале да развијат дирижабли, предлагајќи своји проекти. И тие беа насекаде. Вие велите Москва, Киев. Па, центри, веројатно, до 10 по Советскиот сојуз имаше. Но го предводеше целото на крај, но не го предводеше. Тоа беше единственото државно предпријатие кое се занимаваше со тоа во рамките на Министерството за иновацијска индустрија и нему му беше доверено да се занимава токму со дирижаблестроењето, затоа што со воздухоплавството се занимавало веќе долго време. Тоа значи дека има таква историја. Па, во 30-тите години беше во Ертенобеле, беше создаден дирижаблестрој СР, кој потоа, по зората на дирижаблите, се распадна. Делумно од него дук, оваа дирижаблска училишна комбинат се претвори во фистех денешен, на пример, или можеби. Заводот еднс, Долгопрудневски машиностроителен завод, делумно е пренесен во Цаги. Цаги е Централниот металуршки институт. Главниот институт за аеродинамика, динамика и цврстина на авиацијска техника во СР и сега во Русија и истражување на полетона. Тоа значи дека така се распадна на такви делови, а потоа продолжи. Дирижаблестроењето само во рамките на Цаги, па дури и тоа повеќе беа некакви научни истражувања
и експерименти и истражувања и експерименти. А веќе во 50-тите години американците почнаа да испраќаат по територијата на Советскиот сојуз. Сигурно сте слушнале за балоните зондови на големи височини. Ова не е Google, не, ова е сосема друго. Ова е порано. Таму во 50-тите години лансирале, меѓу другото, огромни балони. Огромни. Стотици илјади кубни метри, оделена висина од 30-35 километри. Многу висок. Ги испуштиле во Финска, потоа отишле во Турција и фотографирале целата територија. Тогаш, генерално, не постоеле такви сателити, а на таа висина авиацијата не можела да ги собори. Па така, како противтежа на тоа, беше создадена долгопрудницката автоматика, која исто така се занимаваше со слични работи. Потоа им беа донесени аеростати, а потоа веќе и дирижабли. Сега ми е тешко да ги пресметам овие илјадници кубни метри во главата. Каква големина всушност имаше топката? Повторете уште еднаш. Колку кубни метри е тоа? Има ли барем диаметар? Сега да пресметаме. Па, гледајте внимателно. 1000 кубични метри тоа излегува дека е многу голема количина, дополнително објаснување и детално разгледување. Колку? 10 на 10 на 10. Да, ако имаме 100.000, излегува 100 на 100 на 10, например, може би. Еве некакво продолговато. 100 на 100 и на 10. Тоа значи, веројатно е метри. 60, 70 во диаметар. 80. Треба да се пресмета. Дури повеќе. Прообразот на првите сателити беше: испраќаа такви балони во стратосферата за далечинско сондирање, разузнавање. Па да, таму секако имаше и некои научни експерименти, но над нашата територија на Советскиот сојуз тоа е чиста разузнавачка активност. Тоа значи да, секако летале секаде каде што ќе полетаат. Тоа значи дека немале мотори, тоа не беа дирижабли, значи ги пуштале во воздух. Единствено и метеоролошката служба тогаш не беше многу добра, како што е сега. Затоа приближно знаеа во кој правец дува ветерот, лансираа и некаде во областа каде што е НАТО, каде што можеше да се соберат приближно околу. И обработуваа, бидејќи требаше да се добие филм. Таму немаше такво. Дигитално телевизија. Аналогната преносна сигнали постоела, но опремата била толку голема, што требало да се пренесува нешто од оваа сфера во 100 пати поголем обем. Тешко беше да се одреди и тешко беше да се собори. Разбрав, против нив е создаден ДКП еволуирал. Слично. Кога пристигнаа сателитите, тие почнаа да ги стиснуваат овие балони. Тоа веќе не е многу актуелно. Сега практично никој дополнително не го користи. Дури не се користи само во научни цели, затоа што може да се сними од сателитите? Па, не е како што изгледа. Создавањето на сателит е скапо. Па, да, драги, но може да се снима. Тие области кои се интересни. Тоа, да, природно, може би. Сега стратосферските дирижабли за некое време можат да го потиснат малку овој пазар на сателити, но таму треба да се решаваат своите сериозни научни задачи. Раскажете. Се уште историјата, а потоа ќе преминеме на сертификациите. За првите летови со Александар Николаевич зборуваат, таму има многу интересна историја. Па да, имаше такви моменти. Па еве јас дополнително и така натаму. По тоа што го работев ДКБ, имавме дополнително интересен и значаен момент таму. На залезот на Советскиот сојуз, во 90-тата година исто така на бранот, на новиот интерес за дирижаблите, беше создадено предпријатие. Дирижаблестрој СССР со такво име. Тоа имаше долго име. Државно научно производствено, државно кооперативно. Тоа значи дека беше второ предпријатие.
Вие сте млад, вероятно не знаете. Имаше такво познато предприятие Исток, каде директорот, неговиот собственик донесе. Парцносов. Заработив нешто на 5 или 6 милиони. Тоа беа огромни пари. А што беше тоа на границата? На 90-тите години. Зошто беше тоа интересно? Во тоа време се појавија многу кооперативи, но кооперативите не можеле да купуваат по државните цени. Тие требаше да имаат други, па како да кажам, други цени. И тие можеле на пазарот со слободни пари, а државно-кооперативното предпријатие имало округла печат Дербова, како што имаме ние. А од една страна, значи можевме да купуваме по државни цени, а да продаваме по кооперативни. И многу луѓе се обраќаа до нас со желба. Па, ние решивме дека имавме љубов кон дирижаблестроењето, а не кон заработувањето пари. Затоа ние како да продолживме да се занимаваме со тоа. Ние таму создадовме неколку мали апарати, а потоа и топлински балони. Па, целата таа инфраструктура се распадна, Советскиот сојуз се распадна и тогаш веќе не беше до воздухопроведување. Раскажете, за овие два апарата, вие велите создадени неколку апарати. Тоа е со Александар Николаевич Кирилин. Во 93-та година дојдов на работа. На почетокот како началник на проектниот оддел, а потоа како заменик генерален. Конструктор. Заместник на главниот конструктор. Заместник на неговиот главен конструктор и директор во предпријатието. Беа создадени два апарата, Аеростатика 01 и Аеростатика 02. Тоа фактички се првите летала, нормално летала апарати по војната. Од појавата на појавите по војната, во Советскиот сојуз и во Русија исто така. Тоа значи дека тие веќе беа создадени во Русија, во Руската Федерација. Ова се едноместни апарати. Имаше мали апарати. Тој беше прв пат подигнат воздух во 1994 година. Ова е Аеростатика 01. Неговиот волумен беше мал. Тоа е 370 кубични метри. Целиот апарат тежеше сосема 400 килограми, 400 обвивка и пилот една личност заедно. Тоа беше мал апарат со многу функции. Имаше мал мотор со голема мокност. 28 конски сили, што е доволно. РМС, па, тоа е домашно. Леташе приближно 2 часа. Летната брзина му беше околу 75-80 км на час. Мал апарат дополнително малко. И следната година беше создаден со овој апарат. Човекот го создал, например, помалку од 10. Но ние го проектиравме и делумно го изработивме. Конечно, имаше значително повеќе соизведувачи, например, и други. Но собирале и сами. Собирале првиот апарат. Дополнително бил во Кубинке на аеродромот. Тоа е под Москва. И таму имаше многу интересен и значаен момент со него. Прв пат го собраа и го изведоа од големиот ангар. Ангарот беше голем. Го изнесоа од ангариот на поле и го поставија на пристанишната мачта. Се уште не летале. Ги изнесоа, ги поставија на пристанишната мачта да погледнат. Пристанишната мачта беше. Таму беше бетонирано. Таму не можеше да се завртува на полет. Па, некаде 300 метри, веројатно, од вратата. Потоа, постоевме некое време. Добро. И решивме дека е доволно, треба да се вратиме назад. А разбирате, првите пати секогаш се многу страшни. Страшно не е во тоа, туку страшно за апаратот, страшно. Затоа што, неразбирливо како. Како ќе се однесува? Што ќе направи? Кој ветер? Затоа што изгледа дека ветерот е 3-5 метри во секунда, а тебе ти изгледа дека сега е ураган, дека ќе те собори од нозе. Такво е чувството, а потоа гледаш, да, воопшто не е така. Ако не би држел за јажето, ти би, а вака ништо не почувствува, ништо. Страшно. Па добивме таква ситуација, што гледаме. А таму во ангарот имаше еден, воен аеродром. И одговори прапоршчикот гледаме,
а вратата се затвора. Ние. Па што ќе дојдеме, нели? Приводи. А вратата е затворена. И што ќе стоиме со него? Му велиме, Александар Николаевич, иди, отвори ја вратата, но внимателно. Знаеме дека таму трча овчарка. И кога тој ги затвора вратите, тој ја пушта, па Сан Николаевич отиде таму. Не преку вратите, туку преку влезот. Отвори ја вратата и навистина таму се најде овчарка. Излета и тој се одбрани. Не успеа да ја затвори вратата. Таа излета во предбанникот заедно со него. Во целост си ја скрши раката, падна таму, но се одбрани. Вратите се отворија, ние го запознавме апаратот. Таква беше првата приказна. Тоа значи, и имаше историја и со вториот апарат. Вториот апарат го создадовме по 1 година. А првиот ли полетал? Да, конечно тој леташе. Плюс, имавме 2 пилота со него. На почетокот Лебедев Станислав, а потоа Селиванов. Селиванов беше Витали Петрович. Потоа стана заслужен летач-испитувач. Многу сериозен човек. Човек, пилот беше. И зошто би бил тука, например? Инаку, ние, во 90-тите години бевме многу интересни по различни параметри. Особено, не беше ништо посебно. Никој не знаеше што може да се дозволи, а што не. Сега не би дозволиле овие летови во Кубинка, но никој не би дозволил, поради тоа што ова е експериментална авиација, мора да има специјално разрешение, специјален пристап. И така натаму и слично. Номера, аеродромот треба да биде испитен, а исто така тоа беше аеродром, воопшто на воената единица. Но ни дозволија генералите, рекоа дека е добро, па. Односно, тогаш беа такви времиња. Во законот и во добар план и во лош. Еве тука во добар план. И затоа, кога веќе се подготвувавме да летаме, дојдоа командантот на авиацискиот корпус и неговиот заменик да погледнат и да дозволат да летаме со дирижаблот. А тогаш Селиванов токму се селеш, а тој, според мене, ги обучуваше во свое време да летаат. На штурмовиците. Тој е пилот-испитувач, а започна. Кога беше? Инструктор. Тие го познава. Тогаш имаше 50 години. Го познава. А тој многу, овој дирижабл, иако беше мал, но и првиот и вториот, тој имаше свртување на векторот на влечење. Тоа значи, тој полетуваше од местото вертикално и можеше да застане во воздух. И тој така се искачи метар на 2. Тие стојат од него па метри 5. Тој стана ни метар, со рачката помахал преку стаклото и дал газ. И така. Отиде на околу 30 степени, направи круг и се сели. Тие погледна и рекоа, можете да летате. Еве, тоа беше со првиот. Ова е првото и веднаш таква управливост и да се задржи на место и да се искачи на 30 степени. Па таму. Но тоа не беше првиот лет. Ние извршувавме дополнително летови, ни дозволија. Тоа не беше сосема првиот лет, имаше и своји недостатоци. И во самиот прв лет имавме откажување на управувањето со висината. Кога Лебедев Станислав сакаше да оди нагоре, а тој всушност сакаше надолу, а тој обратно нагоре. И тој генерално таму го исклучи моторот, ја фрли баластот и слета. Дирижаблот е практично безбеден, бидејќи преминува во слободен лет. Тој се балансира и генерално тука нема проблеми. Со Елеванова исто така имаше проблеми, но тие се решаваа во текот на времето. Секое летало треба да се учи да лета. Па, разбирливо. А тука е првиот фактички успешен. Разбирливо е, минимални недоразбирања, но сепак. Тие секогаш биле тука, но воопшто веќе за буквално недела-две извршија таков показен лет, што беше навистина импресивно. А колку време помина? Од моментот кога решивте дека ќе го изградите и до првиот лет? Да, всушност, малку повеќе од година дена. Колку повеќе и апаратот готов. Добро темпо.
и следната година се појави Растатика 02. Раскажете за него. Беше поголем. Тој беше поголем. Имаше волумен 2 пати поголем, 650 кубични метри. Иако тој исто така беше едноместен. Тоа значи, фактички, не беше. Чекор напред. Од гледна точка на тогаш ние се расправав со Александар Николаевич. Говорев, треба да се гради двосет, заведнаш да биде двосет. Но едноставно, Аеростатика 01 беше многу лесен апарат, навистина многу лесен. Имаа недостаток во издржливоста на ткајнината и моторот не беше доволно моќен. Тоа значи дека беше како прва обид, да. Многу лесен апарат. Аеростатика 02 има обем од 650 кубични метри. Неговата должина е 27,5 метри. Тоа значи дека тоа беше апарат кој можеше да лета пред се 4 часа. Брзината му беше над 90 км на час. Мислам меревме. 95, 96, тоа значи веќе беше повисока. Веќе можеше да подигне 120 кг заедно со пилотот. Тоа значи дека веќе, ако таму избиравме некој од пилотите да биде послаб на првиот апарат, речиси ништо не можеше да води. И горивото малку, да, малку количество, тогаш овој апарат веќе, кој сакал, па генерално не секако. Подобро помалку, но веќе човек и 100 килограми можел да полета. И во него имаше посилен мотор, тоа беше австријски Rotax со 64 конски сили. И масата на горивото веќе беше 60 литри. Тоа значи дека апаратот веќе постоел. Но бил посериозен и воопшто можел да се користи. Со него многу летавме, како реклама. Над Москва тогаш беше дозволено да се лета. Тој стоеше во Тушино, взлетуваше од Тушино, леташе до Вднх. Обратно покрај Москва река беше дозволено да се лета по основните магистрали беше дозволено да се лета. Па, ако да, за одобрувањето, повторно за ракувањето имаше ли одобрување веќе некои документи, бирократија? Не, бирократијата, документите, секако беа присутни, но беше многу поедноставно. Сега со не дозволува летање. Над Москва, да. Сега ситуацијата е сложена. Не, тоа веќе беше таму веќе пред тоа можеби дури. Порано. Разбирате, имаше и хулигани. Реков би идиоти. Имаше момент кога дозволуваа топлинските балони да летаат практично од црвениот плоштад, каде што имаше летови, и тие одлетуваа на пример, или дури и подолго. Ветерот беше избран така, но ветерот можеше тоа. Во некој момент ветерот беше практично над Кремљот. Некоја личност таму одлучи да се спушти сосема ниско. Убаво е да се гледа, но тие веќе беа предупредени. Не може, потоа тоа беше забрането. Таквите летови, па, значи, треба да има одредена мера. Па, природно. Но мири се на промслобода, што дозволува да се лета над црвениот плоштад. Па, да, тогаш многу работи можеше да се направат. И еве, дирижаблот Аеростатика 02. Говорам, летавме со реклама и, всушност, на тоа и заработувавме, затоа што нови апарати не се нарачуваа. Филмовите се снимале. Кинеска услуга ова летело во Нижни Новгород. Исто така, беше интересна епопеја, кога ние како да имавме придружба. Требаше да биде во Нижни Новгород. Таму на стрелка се снимаше овој филм, каде што се снимаше дирижаблот. Таму направија втора седиште на бродот. И таму како да возеле. Втор човек, иако апаратот е едноместен. Па, каскадер, да, но. Првиот полета Александар Николаевич на оваа локација. Му рече инструкторот пилот Василий Иванович, твојата конструкција слетај. Ке полеташ товаш другите. Морија подолу. Класичен пристап за конструктора, нели? Кога мостот е изграден од конструктора, му велат твојата куќа ќе биде под мостот, таму живеј. Па, барем првиот ден да стоиш кога локомотивата. Или парната локомотива. Со товарни вагони поминува со целото семејство, нели? Да стоиш под мостот. Тоа беше така, како што е. Одговорноста на главните конструктори. Да. Историјата, генерално, беше бурна на многу начини. Да,
беше интересно. И еве, сепак преминувајќи кон денешните реалности и светлата иднина. Апаратите сепак, разбирам, експериментално дури, за да се подигне апаратот, во воздухот сепак се потребни некакви дозволи. Треба да биде подготвена платката за тоа и апаратите и целата бирократија. Можете за оваа страна сепак да почнете да раскажувате. Да, можам. Всушност, во овој проект, генерално, мојата зона на одговорност е сертификацијата на создадените апарати. Но тука, разбирате, тука како да се започне. Но воопшто, принципиелно, апаратот, кој ќе биде изграден, треба да биде сертифициран. Секое летало, еве, над масата од 115 килограми. Во нашата земја, да, и практично во сите земји во светот е слична ситуација. Тоа. Иако постојат неколку патишта, но ние зборуваме за цивилни апарати, се разбира, за воените или. Во државните, и така натаму, таму имаат малку поинаква специфика. Таму се изведуваат државни испитувања и потоа им даваат истото. Разбирам, таму е поедноставно. Изведуваш воени, таму военотехнички експерименти. Не военотехнички експерименти, поминуваат државни испитувања, комисија. Прашање. Таму многу често пишуваат дека апаратот треба да одговара на нормите за летна годност. Може да биде нешто поедноставно. Сертифицира. Еве, јас тоа како што работе во аеростатика со Александар Николаевич. Да, пропуштиле голем дел од историја. Јас во дворот, односно, во 2000 година дојдов да работам во воздухоплавателниот центар Авгур. Во суштина, тоа беше доволно водечко претпријатие за тоа време, кое се занимаваше со приватна воздухопловна техника во рамките на воздухоплавителниот центар Авгур, каде што беа создадени повеќе од 10 привезни аеростатни комплекси различни волумени, вклучувајќи 12.000 кубни метри. Тоа е за Кина, им поставивме мали, големи и 3 дирижабли кои беа многу интересни и фасцинантни. 3 типа дирижабли, одноместен, двоместен, а може да се каже и 10-местен, АУ-11, АУ-12, а потоа и неговата модификација АУ-12, но и неговата модификација АУ-30. Тоа значи дека прво повторивте аеростатика, а потоа почнавте. Вредите с повеќе и повеќе. Да, АУ-11 всушност беше повторување на аеростатиците. Приближно таков ист обем од 650 кубни метри, 1.7, но малку поинаку беше таму. Ако во аеростатика се користеше гондола веќе од авион, авиацијата беше таков мајорски авион. Таа малку се доработуваше, така што имавме наша конструкција на гондолата, каде што седеше пиловодот, например, или нешто слично. Но конструкцијата на апаратот е малку поинаква кај Александар Николаевич. Еве, ако во сите шеми гледате, тој има осумперно перење. Тоа е таква неговата одличителна особина на неговиот апарат. Визитка. Да, неговата визитка. Имавме класична X-облик шема. X-облик, не плюс, X-облик шема, но имаше 4. Тоа значи, разликата беше, формата на корпусот беше поинаква. А кој? Веќе конструираш. Се беше исто ростатику, се разбира, Александар Николаевич го влечеше. Првиот АУ. Фактички бев АУ-12, главен конструктор, постојано. Излегов од воздухоплателниот центар во ГУР во 2000 година. И стана веќе началник на конструкторското биро веќе. Имавме главен конструктор. Тоа е директорот на предпријатието Федоров Станислав Владимирович, но тој не се мешаше многу во техниката. Дозволив. Сами. Тоа значи формата на корпусот, формата на перието, шемата на перието. Тоа беше изборот генерално за нас, фактички за мене. Но во аеростатика, тоа е, во 11 таму не сосема за мене, но делумно.
а у 12 веќе беше како да беше според практично моите апарати. А у 30 кај нас имаше посебен главен конструктор, Зубкевич Вадим. Да, ние со него токму неодамна патувавме во Киржач, разговаравме, тој ни раскажа си и ни покажа. Тој работел во КП, кој јас го предводев. Па ете, да. Но бил главен конструктор на овој апарат, а у 30. Можете ли малку да раскажете за првите аушки? 11-тите. Колку беа успешни? Или само ги користевте како прв чекор, втор чекор, а на што тогаш се концентриравте? Па, знаете, а у 11-тот всушност беше како чекор, како што велите прв чекор. Потоа го продале. Некаде во Крим, на Украина, тогаш тоа беше, а потоа воопшто го префрлиле. Некаде во Кина, искрено да кажам. Можеби најверојатно не знам каде исчезна. Најверојатно сега нема. Тоа беше 2001 година. Потоа ние веќе. Дали сте заработиле на него? Само сте го продале? Работевме и продадовме. Да, у 12 веќе го создававме. Поточно, тука беше малку поинтересно. Беше у 12, до нас дојде нарачка од Франција, французите. Тие нарачале корпус на апаратот, односно обвивка, перие, тоа што е над гондолата, и систем за управување. Самата гондола тие сами ја проектирале. Таму имаше таков љубител на воздухот, дирижаблестроенијето, неговиот татко имаше пари. И тој му ја профинансираше оваа работа. И тие размислуваа да заработуваат од тоа. Веројатно, заработувале. Иако шемата беше, искрено да кажам, глупава, но нарачателот секогаше во право. Тоа значи дека гондолата висеше на жици. При тоа, веројатно беше 5-6 метри повисока. Тоа значи, беше ли тоа дизајнерско решение? Да, дизајн го сака. Да, па, дизајн и конструкција. Тоа значи, освен потисниот винт во гондолата, имале и винт кој создавал подемна сила. Тоа значи дека бил двосет. А задачата беше таква што во Франција, барем во тоа време, беше, ако не се лажам, но смислата е таква дека обемот на апаратот не требаше да биде поголем од 1000 кубни метри. А кому треба? Зошто така? Таму не треба да се сертифицира. Тоа значи, за не се сертифицира. Не сертифицирајте, тоа е, не трошете пари за тоа. Таму, според мене, има 900 кубни метри газ за подигнување, хелиум, и не треба да се сертифицира, а повеќе веќе треба. И тоа значи дека требаше да се подигне нивната гондола со таков апарат. Ние создадовме, ние заминавме во Франција. И тоа беше интересно. Таму им помогнавме да соберат. Собрале. Тие организирале дополнително конференција таму. Ги поканувале типот Цав кај нив, па маршалот кај нив и маршалот нив. Таму настапуваше веќе во оставка маршалот. Не постои авиација, тоа значи, генерално, скако да им беше. А собирале. Ние во ангарот под Париз, кој го изградил Ејфелин. Причем во 30-тите години. Дирижаблот со водорадот очигледно се искачил негде. Централниот дел е дополнително реставриран, со стаклас беше затворено, но врати таму немаше и исто така. Тоа значи дека само таму го собрале, потоа го испуштиле некаде на аеродром и го пренеле таму. Значи, таму беше собран, а крилијата обично се. Каја лингите, например. Сам. Еллинг. Замислете, например, голема зграда. Ова е доволно затворено помештание од сите страни. На краевите подобро е да има порти, преку големите кои се отвораат, преку кои се изведува паре. Таму тоа не беше, беше затворено. Слевадесно обично или од една страна има такви како крила. Ова се едноспратни или двоспратни приклучоци. Каде или конструкторите се наоѓаат. Тие таму има ателје, како што беше напишано. Таму кај нив од тие времиња уште. Создаваа шифоболочки. За да може да се земе веднаш и да се изнесе во големиот ангар, таму имаше сите пропаднати подови. Можеше да се убиеш
токму во овие дополнителни згради. Тоа значи дека ја реставрираа централната дел, па како условно направија. И вие дојдовте таму собирате дирижабл. Да, заедно со нив. Тие изнајмија, па така беше. Интересно. Супер, значи Ејфел го изградил, а тие го експлоатирале. Па, тие го експлоатираа. Потоа, очигледно се случила трагедија. Тие го замрзнаа и во некој. А тоа е под Париз, Ла Фонтен, предградие. Да, предградие. Таму е паркот на ветераните на ВС, знаете, можеби. Парк Езеро. И еве на територијата на овој парк тој. Стоел во овој анга, не се користел. Тоа значи, им го предадоа на тие дирижаблисти французи, по моје мислење, така. Па, како што е во ветераните, нели дополнително, така нели. Во ВС се обратија со молба, дајте ни помогнете да, за Бога, оди. А, вие направивте. Вие произведовте компонентите и отидовте таму да го соберете. Да, испратиле по договор. Пристигнале таму да собираат. Собрале ли тие и тргнале на него? Не погнали. Ние собравме. Тие организираа конференција, направија фотографии. Не можеше да се изнесе никаде. Имаше каде. Нема врата. Можете ли да замислите? Овој производ има 1000 кубични метри. Тоа е некаде 30 метри должина. Во диаметарот, соодветно 37 и нешто метри, приближно. 7 излегува со нешто метри. Удлинение некаде 4. Треба да имаме и форота, каде да го изнесеме на вистинското место. Некуда, затоа тие го наполнија со газ, но не многу. За да стои добро. Хелиум сепак, чинише помалку отколку сега, но сепак, чинише. Се фотографираше, се проба, ја прифатија нашата работа. Ние ја предадовме обвивката. Ја приклучивме со гондолата, сфункционира нормално. И сепак. Заминавме, испуштивме газ, заминавме, а потоа тие веќе ги полнеа со газ. Пристигнуваа момците и ја ремонтираа обвивката по некое време. Веќе некаде на југот на Франција тие. Летале со реклама. Се уште летале, нели? Не, тие летале неколку години, можеби 5-6 години дури летале ги користеле за реклама. Интересно е да се погледне фотографијата. Ако некој може сега да го прогугла и да ја сподели во заедничкиот чат, да се најде оваа суспендирана гондола на жици. И мене би ми било интересно да ја видам. И тоа беше исто така интермедијарен етап. Понатаму развивавте по сериозен апарат. Па така се случи. Потоа добивме нарачка од МВР Москва. Тоа е апарат за летови над Москва. Па, некакви настани, особено кога го создадовме, тој малку не слета. Мадона настапила во Москва на лужниците. И еве, тој таму. Слетал, повеќе обично не дозволуваа да лета во Москва. Па рекоа дека дури и МВР ќе ги стрелат. И затоа максимум што летале по МКАД, гледале за ситуацијата на патиштата, па и во Подмосковието. Тоа беше мал апарат. Да, тоа беше двоседно средство, такво, само што имаше единствена обвивка, тоа го нарекувавме од 12. Ако тој имаше 1000 кубни метри, овој имаше 1200 малку повеќе. Не поминуваше, па ја зголемивме обвивката и направивме таков апарат. Овој апарат го поминавме сертификацијата. Добивме сертификат за тип на него. Сертификатот за тип е тоа што дозволува. Тоа го издаваат руските авиацијски органи за било кој летечки апарат. Ако добиеш сертификат за тип или во Европа, во Америка, во светот, тогаш имаш право да го дублираш, да го повторуваш колку што сакаш. Тоа беше првиот дирижабл со сертификат за тип. Да. Во современа Русија. Единствен, прв, единствен. И воопшто, такви апарати по современа Русија, воопшто авиацијски, не се многу кои добиле сертификати за тип. Авионите, ние, немаме многу цивилни авиони. Да,
Многу интересно. И испаѓа дека вие раководевте токму со тоа конструкторско биро, кое го создаваше. Вие се занимававте со неговата сертификација. Да. Многу кул. Ако некој се сеќава на таквите дирижабли што летаа над МКАД од МВР, ставете плюсчиња. Ке преброиме колку сме тука. Па, не е толку многу. Но, беше експлоатиран. Експлоатирале. Па, исто така генерално експлоатацијата. Поради тоа што не им дозволуваа многу да летаат внатре во Москва, имало неколку нивни летови. Таму Лушков, кога доаѓаше, го придружува. Уште зборувам за Мадона. Главно, летале покрај Када. Тие беа базирани во Жуковски, на летното поле на фирмата Мјасишчев. Како се вика, точно? Не можам, па и Мисиево, олиционно предпријатие и таму имаше ангар. Во овој ангар беше базиран апарат. 2 апарата, еден во еден, другиот во другиот. Но тие летале главно на еден апарат. Главно летал на Макс. На Максите, па како да кажам, и безбедноста дури и на Макс ја обезбедуваше. Таму ноќе, рано наутро, вечерта леташ. А како со инструментите? Или едноставно ги гледале луѓето со своите очи? Пилот визуелно. Тој некого возел, нашиот летач. Таму е двосет. Некоја ќе сними. Од безбедносниот разбрав. И во нашите апарати исто така заработија. Направивме 2 парчиња, им ги продадовме. Но ние направивме 3. Ние направивме. Па да, заработивме. Ние направивме 2 за МВР. И треткиот апарат го поставивме во Тајланд. Имавме нарачка и во Тајланд. Во целина беше поставен во Тајланд. А нив зошто? Леташе со реклама. Рекламирање. Да, наклеивме реклама и летав, се снимав во различни. Всушност, во Киржаче ни раскажаа малку за него, дека на него излагале реклама. Тие таму имаат локален крал и дека му кажале некои благодарствени зборови. Да, таму е убаво, инаку беше целосно облепен во рекламата. Има фотографии на интернет, може да се најдат. Убаво, симпатично изгледа. При тоа, таму вклучително и некои многу познати марки. Рекламираа на него. Типа Toyota, Google, не знам, не се сеќавам веќе. Некој од многу непознатите. Изгледа, користеле како реклама. На него исто така некој заработувал. Прво заработивме, продавајќи им, а потоа тие веќе заработуваа. Интересно. Волку им се исплатеше. Не знам, ми е тешко да кажам. Веројатно се исплатило. Например. А потоа направивме У-30 и направивме. Ова е веќе по задачата. На ЦИП. Тоа е Центарот за инфраструктурни проекти. Всушност, Аероскан беше нивно предпријатие кое изгради базата во Киржач. И таму им поставија 2 дирижабла. А У-30, тие не добија сертификат за тип. Тие добија сертификат за единечен примерок. Такво нешто е исто така возможно, но го продолжуваат секоја година. Полесно е ако се експлоатира. Да, може да се експлоатира, но не може да се копира, да се произведува сериски. Не, може да се копира. Има нијанси. Ако има повеќе, точно не се сеќавам, повеќе од 5 парчиња, тогаш не може. До 5 парчиња може да се сертифицираат. Како единечен примерок, просто, ако добиеш сертификат за тип. Тот и неговото како да е многу поедноставена верзија. На предпријатието се изработува. Има приемка, па обично тоа кај нас во земјата е воена приемка, но таа беше како што беше тогаш. Оваа приемка веројатно ја извршувал МАК. Имавме меѓународен авиациски комитет, ЕВЕ, всушност, кој го давал овој сертификат. Типа, па сега Росавиација. И ЕВЕ од Росавиација имаат представници од различни сектори, тие. Подпишуваат и се добива документ таков, кој се издава за секој произведен апарат. И потоа се добива соодветен документ, свидетелство и така натаму. А потоа тој веќе добива бордски броеви и така натаму. Ако е сертификат за единечен примерок, тогаш го добиваш за 1 година, за конкретниот апарат.
Следниот повторно треба да се сертифицира. Следниот, секако, тоа е полесно ако се истите сертификатори. Ако видат дека апаратот е ист, тогаш тоа е стандардна ситуација понатаму. Поминале година мораш да потврдиш. Најмалку треба да се направат некои контролни летови. Тие треба да проверат дали не истекле роковите на употребај. Некои контролни летови. Тоа значи дека мораш да го правиш тоа секоја година. И малку е тоа. Според мене не може да се продаваат билети за него. Со сертификатот за тип можеш да правиш што сакаш. Но не можеш да извршуваш сите авиациски работи, како истражувачки или нешто друго можеш да го користиш. Веќе е комерцијално. Разбрав, тој е поврзан со превозот на луѓе. И дури за товарите. Таму треба да се добие сертификат за тип. А може ли да се продаде, на пример, на човек пенкало, а како подарок да се дари незаборавно патување на несертифициран дирижабл? А потоа, ако нешто се случи со човекот, и вие ќе тргнете на едно незаборавно патување. Си е точна. Ако ништо не се случи и за тоа никој, тогаш може. А ако, не дај Боже, се случи, тогаш ќе дојдат специјално обучени луѓе. Естествено, но ако нешто дури и на сертифицирано разбирам сепак. Не, таму се е веќе поинако. Раскажете. Интересно. Разбирам дека дирижаблот е најбезбедниот вид на авиационен транспорт. Не само што е можно, воздушен брод, хеликоптер, авион. Се случуваат. Се создава комисија, се назначуваат по резултатите кој е виновен. Многу често виновни се пилотите, но тоа може да биде и полесно за сите. Разбирате, Многу, некако тужно, од страна на пилотите е да се слушне ова. И малку ти се разби, а потоа те обвинија. Задним бројот рекоа. Од друга страна, не. Имало случаи во историјата на Советскиот сојуз, кога таму признавале дека таму нешто отлетело. По мое мислење на Боинг снимале. Тие се разбираат, но тогаш цела. Тие разбираат, но тоа е цела. Цела епопеја. Тогаш сертификацијата, подигнувањето на сите загуби од страна на фирмата и така натаму и слично. Тоа значи зошто, како, што не се проверило. Тука сите се виновни, затоа што од една страна развивачите се виновни, а од друга страна виновни се и сертификаторите кои не се компании, туку државни кои пропуштиле. Затоа што сертификацијата, разбирате, постојат два поима. Вие имате на апарат техничко задание. Клиентот, вие велите, еве ми рачка, таа треба да пишува, да биде црвена боја, па да пишува под вода, некаде уште, нели? Но, сето тоа е добро, но сертификацијата на апаратот или рачката, таа не одговара на тоа. Таа може. Апаратот нема да полета, но и нема да полета. Најбезбедниот апарат кој стои на земјата, тој не лета, затоа за нив е важно при сертификацијата. Тоа е безбедноста. Тоа значи дека тие не одговараат за брзината и извршувањето. Колку патници превезуваат? Каква е брзината на апаратот? Висината на неговото летање? Важно летно технички карактеристики. Тука важна е токму безбедноста. Што вие со оваа ракавица случајно не си ги извалите очите или некој друг. Таа нема да експлодира бидејќи е под притисок, за да може да пишува под вода. Исто така, имаше некои моменти. Затоа, ако, например, се случи нешто со леталото, сериозно се разгледува. Што значи дека нешто не е земено во предвид, но такви моменти имаше, например, и така натаму, на крајот. Еве, например, сега во авиацијата, па и ние со вас користиме литиум-ионски батерии, нели? Нив не пуштаа во авиацијата во одреден период, затоа што, а сега ги дозволуваат сега. Има, но таму цела. Во целост, тие сами поминуваат сертификација, генерално, на комплетните производи. Таа е многу сложена. Тоа значи, ако земеш несертифициран акумулатор според авиационите норми,
можеш да го земеш и да го сертифицираш како дел од апаратот. Тоа е можно, но тоа ќе чини многу скапо. Дорого е во однос на тоа да се докаже дека е безбеден, дека треба да се загрева, да се замрзнува, напротив, да се прла уште нешто. Некои такви барања. Ако земаш компоненти кои се сертифицирани и проверени според нормите, тие ќе бидат 5 пати поскапи од обичните. Но не треба да се трошиш на. Тоа значи дека економијата се уште е присутна, кога ќе земеш нешто сертифицирано. Не економија, туку економија. А економијата треба да се пресмета, затоа што е поисплатливо. Да земеме винт, например. Еве, постои на леталниот апарат. Има различни комплетни производи. За различните категории, да речеме така, најважните категории се првите. Тоа е воздушниот винт, тоа е моторот, па и некој таму. Авариска опрема која вклучува дополнителна опрема за спасување, типа спажилет, кој е многу важен за безбедноста. Ова исто така спаѓа во категоријата на највисоката безбедносна опрема, а понатаму е веќе поедноставно. Иако исто така е дозволено, иако некои можат, транспортен дирижабл со голем број на луѓе. Моторот таму треба да се земе само сертифициран, само од авиационите власти. Друг, воопшто, во составот на апаратите, што може да се сертифицираат за мали апарати, местис, но тоа исто така не е многу едноставно. Еве, можам да ви кажам дека кога ја сертифициравме од 12, па вгоре, ние јасно знаевме дека нема да добиеме добра брзина дополнително на крајот. Зошто? Затоа што користевме пропелери од авиони на авиацијата. А тие се дволопасни, а нам ли требаат 4. И ние едноставно ги земавме и така ги сложивме. Иако разбравме дека може да се пресмета, може да се изработи и ќе биде многу подобро. Особено да се земат композитните, но овие завртки беа направени од дрво, а дрвото не старее. Не треба да се проверува за старење, а проверката за старење подразбира целосни стендови и скапи завртки. И така се добива дека тоа е за ресурс. Старење на ресурс. И се случува дека за да се избегне тоа, не секогаш се избираат најдобрите работи, туку оние кои лесно поминуваат сертификација. Разбирливо, треба пресмета. Што е поисплатливо по време, вклучувајќи го и тоа, затоа што воопшто земено, па секоја техника, секој. Авиацијата особено силно се однесува кон ова, сложено особено силно се однесува кон ова, па и дирижаблот исто така. Тоа воопшто е збир на компромиси. Разработчикот е искусен, тој може да знае дека одделно треба такво оперение, таков мотор, добар материјал за обвивката, а уште подобро ќе биде таков, тамус да се направи од композиција. Па, кога ќе погледнат колку ќе чини, например, прво ќе биде овде златен или можеби платинен, да, по цена, по тежина. Потоа, обраќајќи се некаде, тие велат, а ние за 2 години такво нешто нема да направиме. Нам ни требаат 5 години. Или те ставам во ред. И за година дена ќе добиеш. А мене ми треба за 2 месеца. Морам да изберам од она што го имам. Тоа значи, јас велам дека тоа е било какво создавање на апаратот. Тоа е избор. Сума на компромис. Сума на компромиси, да, и апаратот. Не може да биде оптимален. Многу е жално. Барем. Да беше, да речеме, рационален. Еве, барем не оптимален. За жал, тоа е така. Животот кај нас. На големо, да, за жал. Вистински ми се сака да ја коментирам оваа ситуација. Изгледа, постои можност, постојат технологии, има мозоци, има раце за да се создаде суперсовремен, суперстрашен апарат.
но започнува, ова не е сертифицирано, ке трае долго да се направи, тоа воопшто е забрането. И почина но. А вие знаете тоа, не? И веројатно тоа е правилно. Можам да ви дадам пример. Во принцип, New Zealand во моментов од летачките е па можеби, освен Етлендерот, англискиот, најнапоредниот дирижабл. Но тој е многу скап и тоа е голем проблем, како што разбирам. Тоа е поради високите трошоци за производство и затоа многу малку се произведени, бидејќи економски тоа е многу исплатливо само за одредени случаи. Тоа значи, разбирате, ако тоа би било економски исплатливо, би ги произведувале. Тој е создаден, не знам, пред, па може би грешам, но веројатно пред 20, може би 15 години. Тоа значи дека во тој период можеше да се произведуваат 2-3 годишно и мирно да се развиваат. Но не ги има, не се произведени. 10 парчиња, максимум е произведено, најверојатно дури и помалку. Поради тоа што апаратот е скап, сферата на неговата примена е многу ограничена. Но дури и во тој момент, кога бевме таму, се гледа дека фирмата има пари и дека заработуваат и од туризмот и од продажбата на овие еднократни апарати. Но малку прават. Но таму се уште е скапо и луксузно. Дури и со тоа што тие се нашле во оваа замка, нивната цена на апаратот е огромна и затоа продажбите се многу ретки. Тие имаат и конструкција, искрено да кажам. Еве ја, дури и Александар Николаевич ја раскажуваше на својата презентација. Не знам дури ни како да ја наречам. Внатре, не, таа, разбирате, конструктивно дирижаблите можат да бидат меки, полумеки и цврсти. Веројатно, може би сте слушнале. Еве, всушност, во нашиот проект, првиот апарат ќе биде фактички мек. Тоа е кога мека конструкција е наполнета со воздух, надуена, под притисок на вишокот и на неа некако се закачува гондолата која е под притисок и поврзана. Полужесток ова гондолата, таму има килева балка, таа ја распределува оптоварувањето по целата должина. И гондолата веќе фактички се закачува на килевата балка, а како таму. Келева балка распределува обвивката, тоа фактички е мека конструкција. Има цврсти, како Пулсар Николаевич, тоа е 10 тонец и повисоко. Тие се цврста конструкција. Тоа е сет на прстенести шпангоути, силови елементи и долги стрингери. Тоа значи, оваа конструкција, таа па е како? Каркас, нели? А понатаму веќе. Како кошница. Па, кошница, па, како кај авион, како кај некого, нели, како кај фузелажата на авион. Тоа значи тој создава шпанголка и стрингерите, стари дирижабли виделе. Не е важно каква е нивната сложена конструкција, не зборувам за тоа. За тоа дека е многу строво. Тоа значи, ако испуштиш газ таа нема да падне, таа ќе стои тука. А што им велите на германците сега? И германците? Кај германците внатре. Во внатрешноста на има таква триаголна ферма, која оди долж на апаратот и се допира во одделни парчиња. Забележано е по трите агли долж. Тоа значи дека ова е конструкција. И на неа е оперението, кој оди од оперението до носот. И таму и гондолата виси. Тоа значи, прво, дека многу, вешто го собираат. Тоа значи неговото собирање во фармата може да се направи само под воздухот. Ова е гасен волумен, значи тие собираат под воздухот. Понатаму, како да ја извлечеш од таму не може. Огвивката не може да се сложи, како да се наполни со газ. Тие лансираат, па таму има различни, тој тежок газ, кој потоа се лансира со хелиум, полека се истиснува. Тоа значи дека на почетокот имале напад со воздух, а потоа започнуваат да испорачуваат хелиум. Многу мал темп е пресметан, така што од една страна не се меша, а од друга страна,
Ако е бавно, сепак има некаква брзина, а таму се отворени клапани. Тој го исфрла воздухот, но сепак фреквенцијата не е доволна. Кога некој мешање сепак се случува, потоа тие го пуштаат овој газ низ очистителните инсталации, за да... Разбрав. Одделуваат едно од друго. Да. Многу е комплицирано. Долго, скапо. Па, германците сакаат да се замараат, да создаваат компликации за себе. Но, разбирате, апаратот има многу добра и многу ефикасна и многу прецизна систем за управување во носот. Која, според мене, не знам, чини околу 20 милиони евра за развојот. Тоа е во опашката кај нив таму, сложена система на завртки кои се движат леводесно. Затоа тие можеле да си дозволат да го постават моторот одзади, поради тој рбет, кој оди внатре во корпусот. Шемата е добра, но сепак многу скапа за нашите моментални финансиски можности. Да, нашата задача е да ги направиме шемите подобри, поевтини и понадежни. Јас рекол порационално. Порационално. Конструкциите не треба да бидат оптимални. Тешко е да се постигне оптимална. Практично е невозможно, но рационалната конструкција треба да биде и е балансирано по цена, по квалитет, по безбедност, по добро кажано. За прашањата да видиме. Дополнително што пишуваат. Говорете, наречете ги дирижаблите на руски. А можете ли да раскажете за 30-тите години? Колку скупно е направено, додека ги разделувам прашањата? Па, беше заложено 5 парчиња, реално изработени. Па, 4, веројатно. Еден беше направен. Во 2020 година 2 за московската влада на Русија, но еве 2 за ЦИП, тоа се аероскана, кои се експлоатираа во Киржач, Русија. Еден беше испратен во Франција, Етиенот Таков. Тој сакал да лети со него на северниот пол. Па, во принцип, тие го убиле. А што е со беспилотниот? Беспилотниот беше планиран да биде голем. Каков дирижабл? Имате, таму гондолата стои во Киржа таква макета. Па, тоа е навистина посебна работа, нешто што е многу уникатно и значајно. Беше таков. Но таа не. Доби завршување, дополнително не успеа. Така. Тоа значи дека фактички имале комплети само за 5 апарати. Летале, веројатно 4. А каква е судбината на 4-те? Каде исчезна? Дали и тие беа продадени? Не. 2 беа изработени за московската влада, но тие како да не беа завршени. Биле побарувани и таму ги чувале во безбедно место. 2 летала активно, патролирале во областа. Ова е во Киржач, мало градче во Русија. Се користеле за различни задачи, но и таму. Но тоа е посебна тема. Кога ги изградивме, тие беа планирани за РАО и ЕС за истражување на мрежите за електрична енергија и нивната состојба, например, како што се. И таму беше специјално развиен комплекс, кој во различни зраци и во радиоспектарот, и во оптиката, и инфрацрвената, и уште некако. Тој воопшто ја истражуваше линијата на електропренос, кога дирижаблот леташе над него и откриваше таму прекини течности на енергија. Ако земјата е некаде блиску, или ако дрвото расте, или нешто друго. И требаше да се нанесе на картата. Како и да е, шемата кај нас, разбирате, испадна така што, како такви,
како што ми раскажуваа. Шеми воопшто не беа многу присутни. Сите електрични мрежи, енергетски мрежи беа нанесени на картите, и тоа многу прецизно и многу детално. Тоа значи дека само луѓето кои ги одржувале знаеле. Тоа значи дека ако имало некое пресекување, па и тоа бараше по конкретна картографија. Тие се занимаваа со тоа, но според мене не траеше долго, бидејќи се случи реорганизација на РАО. ЕСИ генерално. Тоа предпријатие стана не многу побарувано. Оваа реорганизација беше дел од пошироките промени во индустријата кои имаа значително влијание врз побарувачката и функционирањето на предпријатието. Не знам точно, не сакам да раскажувам гласини. И затоа беше продадено потоа на Алијац. Тоа е токму киржач заедно со апаратите и опремата, точно. А потоа неговиот воздухопалатен центар Алгур го откупи. Кога беа кај нас, добро ги купив за себе. И таму спроведувавме тестирања. Експлоатиравме од 30. Тоа значи, летавме. Основното прашање е да, многу компликации со сертификацијата. Дали сите подводни камења во сертификацијата за новите држави не се земени во предвид? Дали постои разбирање за современите закони, документацијата, процесите и методите? Да, тоа значи дека, како што велам, во Руската Федерација постојат норми за летна исправност. Да ги наречеме така, критериуми за летна исправност за дирижабли, кои беа усвоени во 1996 година. Но, тоа е практично идентично на американските норми за критериум за дизајн на дирижабли, например. Тоа е нормална категорија, кога бројот на патнички места не надминува 9. Тоа значи, да речеме, 9 беспилотни летала. Што нормите? Летна способност. Имаат, па, не е важно, тие се тука. Но развиени во Германија, во Европа, да речеме така, па, во Германија конкретно и во Холандија, и тие се прифатени како норми. И тоа се две категории понатаму. Тоа е комјунити, така наречена, но тоа е локална категорија. Тоа е до 19 патнички места. И над 19, тоа е транспортен елемент, така наречениот транспорт, исто така рекваријантното барање. Тие се разработени во Европа. Ова не, се норми. Ова е прототип на норми, но тие дополнително се прифатени како можни за користење. И американците во својата федерална администрација за авиација изјавија дека можат да се користат. Инаку, не знам, сега има дирижабл, кој оваа година поминува летни испитувања. Голем дирижабл Бринов, нели? Бринов, да. И еве, на основа на овие норми, најверојатно тие добија дозвола за спроведување на испитувањата. Тие таму повеќе малку ја закачиле гондолата, за да одговара на овие норми. Па, тие закачиле гондолата на Цепелин, да, која, мислам, не е под нормата, тешко е да се каже зошто. Мислам дека ја закачиле. Само затоа што беше тука, без да се замараат, ја зеле готовата. Оваа Цепелин им ја предадоа дел од таа работа и за минимални пари ја искористија, затоа што, како да кажам, тоа им е прототип, за нив не е важно. Ладно, со нив е јасно, но како ќе постапуваме со руската компонента на ова законодавство? Изгледа се потребни нови норми. Не, се нови. Таму разбирате како, воопшто по законот работата дури не е во нормите. Потребно е да се развие за секој нов апарат така наречениот сертификацијски базис. Ова е својствена збирка на барања, конкретно за оваа машина со своите, да речеме, особености. Кој треба да го развие?
Тоа се потпишува и се одобрува од авиацискиот регистар на властите на Руската Федерација. Се развиваат секако развивачите. Па, откаде да знаат? Да, и тие се согласуваат со специјалните, но тој може да се развива и ќе се развива. Врз основа на тие норми кои веќе се разработени од германците, американците кои се прифатени. Тие прво ги разработија во почетокот на 2000-тите, потоа ги испратија во СИД. Водечки институти за специјалности, дури и до поединци кои сакаат да учествуваат, собирајќи забелешки од нив, а потоа ги доработуваа. Тоа е сложена и долга процедура. Например, нашиот апарат нема да користи мотори со внатрешно согорување. Параметрите кои се поврзани со тоа ќе ги отфрлиме, но затоа ќе додадеме некои нови. Например, ќе имаме горивни елементи, значи ќе се додадат горивни елементи. Па, тоа е така како што е составна работа. И веќе ќе треба да се усогласува со тоа, да докаже дека апаратот одговара на секој од овие барања. Всушност ги има многу. По 1000 барања, во секое барање има точки, подточки, уште, како матрешка се таму. Разбирливо оваа патека како да се гради под нозете на оној што оди. Да, и треба да се гради веднаш од почетокот на проектирањето на апаратот, затоа што ако, например, е кажано дека моторот треба да биде одделен од останатата гондола со противпожарна преграда. Иако користите, не се сеќавам, но, например, алуминиумска преграда таква дебелина или челична таква дебелина, потенка, јасно е, тоа е доволно. Не треба ништо да докажувате. Вие сте конструкцијска документација. Велите, еве имам заложен лист таков. А ако тоа не постои, таму сакате да заштелите и таму композитен материјал. Тие ќе кажат таму во текот на 3 секунди 3000 степени гори и докажувај дека не е запалив и дека луѓето нема да се задушат. И тргна, почна. Не, може и по овој пат да се оди. Ако имаш, ќе одиш во соодветниот пожарен институт, ќе ги спроведеш тестовите на нивната опрема, ќе добиеш документи. Да, те држат, може така да се оди. Па, ете, ќе одиш. А ако с тоа го предвидуваш, знајки веќе при проектирањето, тогаш и да докажеш е полесно. Се е точно. Прво рационално, а потоа, кога веќе, така да кажам, ќе бидеме силни, големи, со цврст фундамент под нозете. Тогаш веќе може да се помине и да се докаже како е правилно. Не, таму веќе може да се предлагаат своји норми, како на пример, не постои такво нешто, не се случува. Луѓето, што да кажам, кога ги измислува од стари апарати, потоа од авионите, хеликоптерите, а потоа едноставно седнаа и размислија што може да се случи, нели? Но ако тоа не се случува во текот на 5, 6, 7 години, тогаш веќе може да се каже, момци, не ни треба. Јас само ќе наведам еден пример тука. Во свое време, кога јас дојдов млад во советско време и развивав, па и таму имавме норми какви што имав и јас во ЦАК. Тие велат, еве ја патничката гондола, па ние имавме таму. Правевме патнички дирижабл 8000 кубни метри, со него започнавме. И вели, преоптоварување 15-ка. Јас велам, плашете се од Бога, кај дирижаблите не постои. Тоа не е ракета. Ова не е авион. Кој малку повеќе слетува на ова? Не постои. Тие велат, да, знаеме, не постои. Но, ако не ви е тешко да го направите тоа, не е принципијално, но ако користите авиациски столици кои се наменети за тоа, уште нешто, тогаш не треба да се допира. Тоа значи, нормите во авиацијата се напишани со крв. Не треба да се допираат. Ако тоа стане пречка дека апаратот со овие не може да лети, ќе разгледаме.
Таков беше пристапот. Сега пристапот е таков. Сите разбираат и ако задачата е да се подигнат апаратите во воздух, сите ќе помогнат. Нема да се обидат да стават стапици. Па да, секако. И јас така мислам, но во принцип постојат норми, таму веќе се земени предвид речиси сите моменти, да, особено. Сакам да нагласам дека сите апарати кои беа представени на демонстрацијата од Александар Николаевич Кирилин се апарати практично класичен тип. И сите норми, тие се апсолутно целосно вклопуваат во нив. Ако, да речеме, станува збор за хибридни апарати кои користат загревање, дополнително компресија при летот или нешто друго за нив, овие норми не се разработени, треба да се дополнуваат. И тука може да настанат одредени моменти, да се состават испитувања, да се спроведат затоа, што не е сосема јасно. А за класичниот апарат кој користи аеростатика и подигнувачи на винтови тука или аеродинамика, тука се е јасно. Па најлогичниот безболен влез. Да, во автоматиката. Пишувам, здраво, какви беа луѓето од ерата на Советскиот сојуз. Навистина, собрани, чесни, мирни, некако сега. Многу внимателно го слушам вашиот гостин, многу интересно. Големо благодарам. Бурбојдај. Прашаат за сметководителите кој ќе го прави сето тоа. Па, тоа не е за мене. Да. Вести, прашуваат многу. Еве, прашањата ги имав и јас инаку. Јас делумно. Самиот себе во главата одговорив. А што значи тоа дека дрвото не старее? Тоа старее, тоа не. Тоа издржува циклични оптоварувања. Тоа. Јас погрешно реков, но еве, ако е композит или метал, тој. Од циклични оптоварувања. Но со металот 4 се скрши. Не се сите легури, да, јасно. И истото важи и за пластиката. Тој слабо ги држи цикличните оптоварувања, а дрвото не. Ако не се скрши при првото, нема да се скрши ни при илјадитото. Дрвото е природен композитен материјал. Дрвото има таква својство. Тоа сите го знаат и затоа спроведов испитувања за цврстина, а тој во тоа количество на циклуси. Разбирливо е дека ако го ставиш во вода или нешто слично ќе изгние, но за тоа го покриваат со лак, го сушат, но дрвото има таква. Се покажа механичка својства. Зачудувачко. Природно. Еве, погледнете. Куќи од дрвени трупци, прекрасни куќи. Тие дури и се тресат. Но сепак стојат и држат. Ако е сеченката голема, таму, седе пукнато, сепак, таа е издржлива. Цврст, издржлив. Последно време сакам да се искачувам по дрвјата. Такво ми е хоби. Кога ќе видам големо, огромно дрво на кое не можеш да се искачиш, ништо не може да ме запре. Последното тоа беше даб. И кај дабот ми се допадна, тој има. Тоа одамна го разбрав. Повторно се сетив. Има мала, сувичка гранка. Да беше тоа бреза или липа, не би се фатил за неја. Да, на дабот е цврста, на неја висиш, ја влечеш таа. Па, не е залудно да се удри. На тоа и удри. Да, на тоа и удри. Прашаат дали може наместо автобус до центарот на регионот да се користат дирижабли 100 километри таму, на такво кратко растојание. Може да се користи, но, мислам, не е целисходно. Не целисходно сметам, ако. Знаете, Командирањето производство не дозволува да ги прави. мислам дека не, многу. Па, тука можам да кажам малку, во друга насока, отколку ова. Сметам дека дирижаблите во превозот на патници, дали тие се важни за вас? Не зборувам за туризам. Вие сакате да стигнете од точка А до точка Б удобно и безбедно, неудобно и безбедно, за да стигнете во одредено време. Дирижаблот не секогаш може да го обезбеди тоа и за жал тоа може да биде проблем. Да,
и авиацијата не секогаш може да го обезбеди тоа. Возовите задржуваат. Тоа се одложува. Сепак, возот таму, ако ништо не се случи, ќе тргне во секое време. Со дирижаблот е малку полошо, дополнително. Затоа, разберете, ако зборувате. За туризам, тоа е едно, а ако зборувате за некои летови или товари, тоа е друго. Но, ако зборувате за редовноста, вие доаѓате на автобуска станица и сакате автобусот да тргне точно. Во час, сакате да заминете во час. И главната особина и квалитет на современиот дирижабел прашуваат. Со што новите дирижабли ќе се разликуваат од старите, всепогодноста? Не ќе се разликува со всепогодноста, туку ќе се разликува некој од вас или некој го наведуваше во пример, со што се разликува автомобилот од пред 100 години. Да, знаете, можам да ви кажам едно и јас се занимавав со тоа. Тоа е поврзано со сертификацијата, нормите што се применува. Тоа значи, ниту еден дирижабл пред воените времиња, ниту еден во светот сега нема да добие сертификат. Никој. Тој не поминува по безбедност. Минимум 2 пати, а можеби и 4. Тоа значи дека постојат формули, например, за моментите на свиткување кои влегуваат во турбулентна атмосфера. Тие сега се сосема различни од оние што се користеле во 30-тите години. Тие се минимум 2, а веќе малку заборавив. 4 пати потешко. Тоа значи ниту еден дирижабл не би поминал сертификација. Од оние што порано беа, сега ни зашто не би ги дозволиле. Ниту еден цепелин не би поминал, тоа значи дека сега тие ќе бидат многу побезбедни, бидејќи знаењето за атмосферата е многу повисоко и постојано се заострува. Тоа значи дека од аспект на конструкцијата на дирижаблот, полошо, тој ќе носи помалку, но ќе биде побезбеден. Па потоа, приборната опрема, представувањето, да, метеоролошката состојба. Тоа значи, воопшто, други материјали. Па, едноставно, други материјали. За тие материјали кои сега се користат за опшивка. Например, на меките дирижабли порано дури и не можевме да замислиме. Тоа значи дека е толку цврст, еве, имате материјал, еве, ке земете. Па, еве, рачка, например. Ке вметнете сосема мека ткајнина и не ке направите ништо. Дури и ножот, еве таму, може да одскокне. Па, некако ако. Тоа значи, толку се различни сега. Тоа се гледа насекаде. Во врска со материјалите, давам мал анонс. Започнуваме со снимање на голем репортаж. Изнајмуваме сите можни. Тестни примероци. Сите различни супер современи композитни материјали. Ткаени, неткаени, конструкциски ќе снимаме видео со дополнителни одговори на прашањата. А што ќе се случи ако се стрела во него? А ако е наполнето со водород, дали гори или не гори? Ќе ги полниме овие вреки. Со кевларски водород ќе се обидеме да ги запалиме. Ќе видиме што ќе излезе од тоа. Ќе правиме. Со помладите научни соработници, нели? На сериозно ниво, ова не играчка. Веќе почна да создаваат таков контент. Има многу прашања. А дали ќе се скине или нема да се скине? А што ако стреламе? А ако птицата удри? Во принцип, сите птици нема да пуштаме во него, но имитатори сигурно ќе направиме. Има тестирања. Труп. Гуска според мене. Се стрела од топ. Да, постекнувањето на авионот. Испитувања. А што ако авионот се појави во лет? А потоа, каде оди гуската? Да се јаде. Па, тоа е штос. Ако нешто остане од него, тогаш. А со која? Моќност е и стрелот. Дали нешто останува од гуската? Нешто го забрзуваат што се распаѓа. Гуска, лобовух. Па, искрено да ви кажам, до крај не знам, но замислете, ако авион лети со брзина од 800 на час и налета на гусак.
Што ќе се случи со него при таква брзина? По идеја, гуската, добивајќи го ова забрзување, треба сама по себе да се расипе, да ја изгуби својата целост. Не знам, не јадев. Како да ја натерам гуската да достигне таква брзина, а да не ја повредам? Глатко. Вие за тоа. Не, може да се забрза. Мислам дека тоа не е ништо страшно. Или во пакување од издржлив полиетилен, како инако, ќе се распадне, ако го испукаш од тоа. Не, може да се забрза. Не од пушката, не треба нагло. Некако така, знаете, некогаш во своето време се интересирав колку луѓе можат да издржат пренапони. Човек, како мислите, колку? Не се интересирав. Американски податоци скоро 50. Со што да го споредиме? Колку имаме во автомобилот? 3. Најкул оптоварувања на ловците, според мене, се 8D. Кај космонавтот, кубеитниот спуст 12-14, а 50. Дали човекот може да издржи? Не, според мене, при оваа ситуација, например. Можеби мрежницата на окото се одвојува. А тоа некако го разгонувале во некоја машина и мало. Многу дебел слој и многу проводови. Тоа е типично за космичките истражувања, тестирањата се спроведувале кај американците. Во 60-70-тите години имало многу различни тестирања. Започнувајќи од тоа, например, колку угли вода само, јаделе таму или витамини колку, се спроведувало. Ако не бевте рекле вода, нашали дека тие доживеале пренатрупување по советот на Рогозин да испраќаат луѓе на Батут? Да. Значи, сакам да кажам, дека е многу доволно пристојно. Да, конечно, таму можат да се случат сериозни промени за луѓето. Ладно за луѓето. Да се вратиме на дирижаблите. Ке споделам и малку анонс. Веќе зборував. Еве видео во Киржач. Ке се запознаеме со Аркадиј од Бауманка. Тој токму настапува, сакам да кажам на руски, се залага за тоа да сите дирижабли бидат максимално погодни за сите временски услови и токму само тогаш кога ќе можат да обезбедат редовност на летовите и така натаму, може да се наречат современи. Ке го слушнеме неговото мислење, ке видиме што ќе каже, можеби ќе организираме некои дебати. Воопшто, очекувајте, момци, ние само започнуваме, с најинтересно е пред нас. Има толку многу прашања, поврзани со нашите внатрешни работи, да речеме, такви прашања за удели, економија и така натаму. Се што е поврзано со личниот кабинет, маркетингот и со останато, ќе биде во вторник. Денес, сепак, имаме тематика, тоа е техника, специјалист со профил такви прашања. Да, за сите останати ќе одговорам во вторник. Добро, во целина, многу кул разговор. Мене лично ми се допаѓа денешниот ефир. Момци, ставете лајкови ако ви се допадна, читам, слушам, пишуваат дека им се допаѓа, е супер. По петиците технички вебинари, по вторниците основни. На основните вебинари, ако се уште не разбирате што се случува со уделите, дојдете, Павел Филипов сигурно ќе објасни. Во целина, успеавме да се вклопиме во час и 45 минути. Да, тоа е малку помалку од 2 часа, како обично. Така што, ако нема повеќе прашања, да провериме уште еднаш, ќе влезам во контакте уште еднаш, така што во целина сме подготвени да завршиме. Уште еднаш, лајкувајте ако беше интересно. Судејќи по репостовите, гледам дека е интересно. Така, коментарите не се вчитуваат. Дечковци, воопшто, Борис Александрович беше многу супер. Ви благодарам многу. Благодарам. Да, момци, на сите збогум. Ќе се видиме во чата, во групата ВКонтакте. Испратете им на пријателите и познатите оваа објава за вебинарот, нека гледаат. На сите збогум. Овидување.